Знаете, во ова време на чудесија во кое не преовладува оптимизмот, понекогаш човек чувствува потреба да разговара со искунските оптимистички варијанти на човекот, а кога се работи за ова изолираност комплетно на Европа, на микроплан во држава, во семејството, најважното прашање, споредно прашање кое допора ќе биде главно е дали воопшто ќе одиме на летување, каде ќе одиме на одмори и под кои услови. Веќе е сосема јасно дека големите туристички дестинации во Европа, Италија и Шпанија ќе бидат прилично избегнувани. Грција најавува така наречен ковид пасош и се разбира неизвестна и туристичката понуда на Турција во соседството. Бугарија уште останува и Албанија. Мој денешен гостин е еден од долгогодишните доајени на туризмот во Македонија, Георги Врчков. Ви благодарам што дојавте. Господин Врчков, многу просто прашање. Кај ќе одиме на летување и дали воопшто ќе одиме на летување? Какво е времето, навистина не знаеме дали ќе одиме на летување оваа година. Тоа нас најмногу не плаши во областа на туризмот. Се надеваме, секогаш сме оптимисти, се надеваме дека ќе се отворат границите, се надеваме дека ќе спадне пикот на оваа пандемија што е. Се надеваме дека полека со зголемување на температурите ќе се оние предвидувања на медицинските работници ќе се остварат, дека помалку ќе има заболени, дека нема толку да се проширува грипов. И се надеваме дека најпосле нешто ќе излезе на крај после неколку месеци од оваа затвореност. Ово очигледно нема да биде сезона на реални закупувања пред време со јасно таксативни периоди, туку last minute. Што значи дека практично сега ни една туристичка агенција во Македонија, па и во светот не може да каже дојдете, продаваме тамо и тамо. Дали тоа ќе не доведе во ситуација луѓето да изгубат потрошувачки ментален склоп, па да тропнат кај вас и да кажат кај ќе имате, што би им понудиле? Како туристички агенции, ние си имаме направено, веќе од минатата година ги имаме направено договорите за оваа туристичка сезона и веќе многу од нас има дадено 20-30% капар дадено за целата сезона. Што значи ние веќе во старт сме во загуба, ги имаме потрошено парите кои што планираме да ги заработиме во текот на сезоната. Тоа значи дека по отварањето на границите, посебно за аранжманите надвор од Македонија, ќе мораме веднаш да се растрчаме во соседството или по туроператорите, да видиме што можеме да спасиме, што можеме да извадиме од ситуацијата. Заради тоа што веќе дадените пари сигурно дека нема да ни ги вратат. Најатрактивната дестинација, барем за мнозинството од Македонија, се нашите соседство и пред се Грција. Но многумина од потрошувачите и дел од ова македонска елита знае да патува и надвор од овој тесен период. Ајде погледаме прво туристичката мапа. Што ќе стане со Италија и Шпанија? Тамо тоа се главните европски дестинации за туризам, доминантни. Така. Германија пак е од другата страна оној потрошувач кој тамо што ќе се случи на тоа рамниште за да можеме да разговараме? Франција е во деликатна ситуација. Според тоа како се одвиваат работите. Значи, сметаме дека многу помалку луѓе од страв посебно, толкавата раширеност на пандемијата во Италија и во Франција и големата смртност која што таму е, многу луѓе кои што планирале оваа година да посетат некои од тие туристички земји како дестинација, ќе се свртат на некои посигурни или внатрешните дестинации, во домашните дестинации, или во некои земји каде што е помала појавата на грипот. И тоа сега дури почнува ќе почне да стане како тренд меѓу понудувачите на туристички капацитети, која земја или која област во земјата имала помалку случаи на грип. И тоа веќе турците почнаа да рекламираат хотели кои што се целосно исчистени со сертификати за исчистеност.
Грците бараат, она што го спомнавте на почетокот, грците ќе бараат и туристи пасош, здравствен пасош, со кој што ќе треба секој турист кој што патува во Грција да покаже дека е тој здрав, со предпоставка дека во Грција се сите здрави. Сите вести што одат преку тикерите зборуваат дека сезоната крај на јули, почеток на август. Еве шпанците веќе тоа го детерминираат со оптимизам дека август и септември може да бидат. За Турција рековме. Ајде да видиме што станува со Грција. Грција е затворена и веројатно ќе следи политиката на Европската унија на затворени граници. Дури додека тоа не се отвори, Грција не може да биде отворена кон нас. Според она што го знаеме ние од контактите со нашите партнери во Грција секој ден попладне околу 17 часот излегува на телевизиите вирусолог и представник од Министерството за здравство, кои што кажуваат каква е ситуацијата и ги даваат препораките. Грција е тесно врзана со политиките, надворешните политики со Европската унија и тие имаат објавено веќе дека на 15 мај ќе бидат отворени внатрешните граници во Европската унија. Ништо не спомнуваат за надворешните граници. Ние сме во надворешните граници на Европската унија. Така да се надевам, имаше некој разговор. Еве излезе грчкиот министер за туризам и не знам што и ги каже уствари предпоставките. Не сметајте дека пред јуни ќе има така наречена вон сезона, што за нас и за родителите со мали деца беше атрактивна, па и за родителите. Кој дел може да се спаси? И која ќе бидете сигурни дека ќе имате понудата хотелска, приватно сместување и така натаму? Како проаѓа времето, ја поместуваме границата. Значи, ние планиравме дека до средината на јуни ќе може да се почне. Сега ние не веруваме, никој од нас не верува, дека до почетокот на јули ќе може да почне сезоната. Како се одвиваат работиве, дури може и до средината на јули. Се надевам дека нема да биде толку критично дури на крајот на јули да се отворат границите и да почне сезоната. Да, Георги Врчков, собственик на туристичка агенција, разговараме за можноста да ни се врати оптимизмот, а тоа каде да не пече сонце за да го елиминираме ковид, зашто вирусологите најмногу и најчесто зборуваат. Врчков, рестартот на туристичката индустрија во Македонија ќе биде многу бавен и ќе биде прилично деликатен за обнова. И министерот и технички премиер Спасовски синоќ ќе вели дека тоа ќе биде во најделикатна и најтешка состојба. Вие не сте ни мала ни голема. Директно ме прашам, ќе отпуштате работници, ќе успеете да го одмрзнете овој ледолом врзан за туризмот во Македонија? Во однос на отпуштање на работници, дефинитивно не. Нема да отпуштаме заради тоа што немаме многу вработени, а со тие вработени си имаме добри односи и сакаме да ги задржиме кај нас и за наредните години. Во однос на тоа што ќе правиме ние, постојат мерки на владата за како бескаматни кредити, како субвенционирање на платите. Се надевам дека уште некои други мерки ќе има, ама тие се краткорочни мерки и за сите нив во најголем дел ќе треба да се вратат средствата. Средствата ќе можеме да ги вратиме ако правиме обрт некој, ако продолжиме со работењето. Оваа туристичка сезона 2020 дефинитивно од сега се гледа дека ќе мораме само да гледаме да ги покриеме, ако успееме да ги покриеме трошоците. И од тие причини, например, имате резерва да аплицирате за пред Македонска банка за траншата COVID-1 и сега и COVID-2 до 90.000 евра за ликвидни средства и така натаму. Затоа што векат кај сме оптоварени со кредити, уште кредити. Меѓутоа ова се, да речем, уставно позајмици. Позајмици, да. И со добар грејс период. Вториот COVID-2 ќе биде од 8 милиона, ќе биде со година дена грејс период. И првите кредити се 2 години, односно со грејс период од 6 месеци само. Со тоа што се надеваме дека после тоа ќе можеме барем да реаловно да работиме за да можеме да ги отплаќаме тековните обврски.
за некаков приход, профит или за правење на планови за наредната година, навистина многу е тешко да прогнозираме што Има може. една ситуација која на прв поглед изгледа бизарна, ама ако се задржи правилото и во автобускиот превоз 50% да бидат пополнети седишта и така, тоа ќе ви го зголеми и трошокот и воопшто прашање дали транспортните организации ќе им се исплати да возат. Дефинитивно нема. Дефинитивно нема, ако биде така. Со тоа што нормално е дека превозот зависи од патниците, кои што од пополнетоста на капацитетите во возилот. Ако автобусите димензионирани за 50 патника се наполнат со 25 патника, автоматски или треба цената да се качи по патник, или не се исплати таквиот превоз. Некој спомна дека може овој, го спомнавме, ковид пасош, односно сертификат да имаат македонските и воопшто другите туристички туристи кои ќе влегуваат во Грција. Имате информации што тоа би значило, кој тоа би го издавал, дали ќе се прави контрола на тој сертификат на грчките граници, тоа веројатно ќе биде во шпицот огромни колони. Воопшто не е спомнато за пасошите, здравствените пасоши за патничкиот превоз. Единствено се спомнати здравствени пасоши за контрола на патниците и издавање на такви пасоши на аеродромите на поаѓање кон Грција. Така да некако како според она што го знам од партнерите во Грција, грчката влада е многу резервирана во давање на поконкретни податоци што би се случило, како би се случило. Така да и во Грција самите туристички агенции, туроператорите немаат многу податоци за тоа. Значи, сите информации се однесуваат на патниците од Европска унија, кои што се претпоставува дека ќе патуваат со авиони. Многу помалку од нив доаѓаат со сопствени возила. Така да не знаеме што ќе биде алтернатива. Домашен туризам со преполн Охрид, со без убав и развиен алтернативен планински туризам и така натаму, со летувалишта каде што зимувалишта каде што до вчера беа изолирани и така натаму, и каде што ќе има кај луѓето оден степен на резерва. Па и ќе има некоја сигурност дека се тука во Македонија. Така да македонските туристи кои што нема да патуваат надвор, претпоставувам дека ќе сакаат барем една седмица да поминат некаде надвор од своето место на живење. Односно дали во езерските дестинации кај нас или некаде на планина. Ама вие туристичките агенции немате ќар од охридскиот туризам, бидејќи секој сам си ангажира, така што вие не сте на оден начин не сме посредници. Таму, да, точно така е. Со тоа што ако зборуваме за општо добро на нацијата, на народот, подобро е бар некаде да отидат да се одморат малку луѓето, за да се тргнат од секојдневните нервози. Иначе ќе збудалиме сите. Барем малце колку да пропатуваме. Да, многу значи. Движење било какво многу значи да се отргнат од монотонија во секојдневието тука. Завршувам со Ѓорги Вачков, собственик на туристичка агенција во Македонија. Разговараме каде ќе одиме. Уште еднаш да прашам, Грција елабориравме, таа главно можеби ќе биде атрактивна на островскиот дел, а ние сме ориентирани кон поблиските дестинации. Да, кон Халкидики. Што правиме со Турција и со Бугарија? Каква што е ситуацијата сега? Во исти кош се Бугарија и Грција. Турција е малку подалечна дестинација за нас. Ќе треба исто да се патува со авион таму, има некои аранжмани кои што се со автобуски превоз. Со тоа што Турција, заразата во Турција почна малку покасно, ама многу поагресивна е таму, така да доста голем број луѓе се заразени. Турците нормално ќе излезат со своја национална стратегија. Сигурен сум дека затоа што и они и тие живеат од голем дел имаат профит од туризмот. И навистина не знам што ќе се случува понатаму и како ќе биде политиката на Турција. Има ситуација каде што ние сакаме, бидејќи сме континентална и затворена земја. Меѓутоа, еве сега има Абери од Хрватска, која е една од огромните европски дестинации, дека ќе имаат резервираност кон државите во соседството каде што
ескалира или се уште акутен на коронавирусот, што значи дека тие земји нема да бидат атрактивни. Нема да бидат достапни за македонските туристи. Да. Не знам што да кажам. Тоа е тоа, така е. И навистина не знаеме што ќе се случи. Сите сме во исчекување како ќе се одвива ситуацијата, како ќе биде развојот, за да знаеме какви планови да правиме. А плановите во туризмот не се прават ден, недела, месец однапред, се прават цела година однапред. И сега ние веќе касно нешто да менуваме во политиките. Така да ни останува само да се надеваме дека што побрзо ќе заврши ова лудило. Добро, благодарам. Тоа беше Ѓорѓе Врчков, собственик на туристичка агенција во Македонија, во Скопје. Ви благодарам уште еднаш за утрински брифинг. Се надевам дека ќе не однесете некаде на одмор, зашто ако не отидеме, мислам дека сите ќе пошешавиме.